Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитуван министар. Значи, пред нас е прогласување на кризна состојба, односно продолжување на рокот на кризната состојба по основ на топлинска криза се до 30.4.2022 година. Она што ние сега или вие треба да го направите е да продолжиме кризата затоа што овие што моментално менаџираат со енергетските компании абер немаат и не знаат ниту кај тераат. Треба да им помогнеме на Топлификација Скопје-Север, која што меѓу другото е најмал доставувач на топлинска енергија, а има најмногу долгови наталожено. Треба да помогнеме на Елем енергетика, керка на Елем, и треба да му помогнеме на сватот на Заев на Ванчо Чифлиганец, кој што е менаџер на БЕК. Значи, после зголемувањето на цената на гасот на светските берзи неколкукратно, она што се случи во Република Македонија е зголемување на цената за парното за 14% на 1.1.2022 година. Меѓутоа, тоа не беше доволно и сега мора да се интервенира на некој начин за да нема дополнителни зголемувања, иако ние најавувавме дека тој процент од 14% поени е многу мал во однос на она што ќе се случи и што ќе следува во иднина, како и што впрочем се гледа затоа што многу набрзо се прогласи кризна состојба по овој основ, а сега бараме и дополнително пролонгирање на рокот. И за ова се признала Комисијата за следење на состојбите со снабдување на топлинската енергија, чија што задача е постојано да следи, да укажува, да анализира и да прави проценка на ризиците или на состојбата на пазарот со топлинската енергија во Република Македонија. Меѓутоа, кога требаше да го направи тоа, беа со затворени усти, затоа што се тераа локални избори, се тераше кампања и како што требаше сите да си кажат јасно и гласно она што не следува, тие мудро молча за отпосле, сега во моментов ние да бараме терапија наместо да диагностицираме на време. Со работата на комисијата раководи председател, кој што е назначен од страна на министерот, и тоа во случајов е Александра Маројевиќ, која што има една не толку сјајна кариера и, како што кажав претходно, требаше да предупреди на време за она што следи во однос на овој сектор. Со првата криза, првата топлинска криза, се префрлија 6 милиони евра за набавка на мазут. Сега ова не беше тоа доволно, сега ова е за да можат да се субвенционираат сметките на граѓаните и пак ќе кажам, се е цел да има популизам и да не звучи многу лошо тоа зголемување 30, 40 или 50%, да остане во рамките на 14, меѓутоа од друго купче ние да префрлиме пари и не од било кое купче, туку од она кое што беше наменето за справување со ковид кризата, и тука и реално немаше некаков ефект по стопанството кој што беше очекуван и кој што тука не убедувавте дека ќе се постигне со сето тоа субвенционирање. Сега со овие 1,7 милиони евра, сите кои што ќе добијат сметка за парно, на нив ќе пишува колкава сума е издвоена од владата на Република Македонија. Значи, повторно ќе одиме во пиар и повторно граѓаниве треба да мислат дека благодарение на владата на Република Македонија ние сме останале со волку ниски цени. Не е тоа суштината. Ако сите направиме пресметка, овие пари се за Топлификација, нели, БЕК снабдува околу 60.000 домаќинства. Доколку се поделат, идат по 30 евра од домаќинство, субвенционирање од државата. Тоа треба да се додаде дополнително на сметката. И прашање е што после април? Ќе помине и април, дали до година пак исто ќе тераме вака? Дали до година пак ќе се срамиме да речеме дека имаме поголемо зголемување од 14%, па ќе одиме повторно со други средства да ги вбризгаме? Во однос на цената на гасот, можеби сме сами криви, затоа што апсолутно ништо не се постигна во поглед на гасификацијата, односно работата стагнира со години, последните 5 години немаме дополнителни приклучоци, а со самото тоа немаме зголемена поварувачка на газ,
и сето тоа ни носи зголемени цени затоа што со Газпром не се преговара со мали количини на газ, тука мораме да побараме малку повеќе. И како што преска кажав, даваме сега терапија наместо да диагностицираме навреме. Зошто ова го велам? Ова не ни се случува само во топлификацијата, ова ни се случува во целиот енергетски сектор, затоа што гледаме дека последниве неколку месеци вие ги субвенционирате овие загубари или ја субвенционирате неспособноста на менаџерските тимови на ЕЛЕМ и на МЕПСО, кои што се под директна контрола на министерот Крешник Бектеши. Значи, тие цело време прават загуби, а вие од друга страна ги одржувате во живот, меѓутоа никој не сноси одговорност. Тоа е најголемиот проблем во оваа држава. Доколку гледате дека некој не работи продуктивно, постојат промени. Сменете го, ставете друг директор. Вбризгавте 170 милиони евра во енергетскиот сектор и дополнително 8 милиони евра во топлификацијата, или отприлика 180 милиони евра, кои што се државни пари. Сега, наместо да имаме развој на инфраструктура, наместо да имаме нови игралишта, наместо да имаме нови училишта, наместо да имаме нови спортски терени или нови канализациони мрежи, ние ги намалуваме капиталните расходи, а тие средства ги наменуваме само во социјален мир. За луѓето да не мислат дека струјата е покачена повеќе од 10% или дека парното е покачено повеќе од 14%. Навистина, развојниот план ви е малку повеќе промашен. Вие направивте зголемување на цената на струјата од речиси 30% за последните 18 месеци, ја укинавте ефтината тарифа, зголемивте парното за 14%, а од друга страна 200 милиони евра, односно 178 милиони евра, ги вбризгавте таму кај што имаме непродуктивна работа, наместо да го сменевте начинот на работа или пак раководството. Сега, ова е влада на субвенции, јас не знам на вистина вака дали ќе издржи. Од кога е СДСМ на власт, заедно со ДУИ, вие субвенционирате картички, субвенционирате одмори, субвенционирате ваучери, субвенционирате прикривање на неспособност и, за жал, дури 11% во 2020 година од буџетот отиде за субвенции по разни основи, меѓутоа не го постигна ефектот кој што беше очекуван и кој што компаниите го очекуваа за да се справат со сите овие кризи. Изгора на тоа, додаваме нови кризи, додаваме нови кризни состојби, каде што знаеме во другите кризни состојби како лошо се менаџираше и какви беа последиците. Тука би ги вклучил и сите оние штетни договори кои што се постигнуваа во 4 очи. Наместо за последниот буџет да се намалат договорните услуги или овие средства сега да се префрлат од тие ставки да се префрлат оваму, никој не се откажува од удобностите. Јас не верувам дека некој ќе се откаже од она што Ковачевски му го понудил или Заев му го понудил, нови коли, нови мебели по институциите. Никој не се откажува од тоа. Сите средства се префрлаат од она што требаше да стаса до компаниите. На крајот на криштата треба да размислиме дали ова е долгорочно одржливо. Почитуван министер, би ве замолил развојните планови да ги испочитувате, а доколку мислите понатаму, затоа што многу брзо ќе поминат овие 4 месеци и ќе дојде нова грејна сезона за неколку месеци, тие средства да ги алоцирате од непродуктивните трошоци, од договорните услуги, да ги ставите на користење на граѓаните. Ви благодарам. Жаклина Лазаревска. Жаклина Лазаревска.